Кичевецот кој се крие зад псевдонимот Елчека не запира со објавување на прислушувани разговори од високи функционери на ДУИ, но ова, според портпаролот на интегративците Буер Османи, воопшто и не допира до партијата. Демократската унија за интеграција ниту седнала да ги разгледа, ниту пак почнала да ги анализира аудио снимките кои од овој профил се објавуваат на Facebook. Според Османи, со овој случај треба да се занимаваат институциите, чија цел е гарантирање на приватната комуникација на граѓаните. Во ДУИ ова прашање воопшто не е разгледано, ниту е во никаква формален и неформален контекст анализирано, бидејќи сметаме дека не е прашање што треба партијата да го разгледа, ниту не засега е прашање на институциите кои што треба да гарантираат дека приватната комуникација на граѓаните треба да биде гарантирана и тоа институциите имаат обврска тоа да го сторат, така да апсолутно немаме никаква вознемиреност во тој дел, ниту па нешто посебно правиме, бидејќи тоа не е надлежност ниту на ДУИ, ниту на другите политички партии, тоа е прашање на институциите. ДУИ било предмет на специјални војни од кога постои, меѓутоа секогаш од сите предизвици излегла секогаш посилна и посилна. Во последната објава на социјалните мрежи Елчека најави дека наскоро ќе објави вистината за убиството на Харун Алију, поранешен лидер на партијата Национална алтернатива, кој важеше и за мозокот на Ана, а кој беше убиен во полициска акција во Радуша во 2010 година. Чека прашува и кој е убиениот македонски полицаец на Косово и зошто државата го сокрила тоа убиство. Пред ова Елчека постираше нови 5 бомби, а повторно се однесуваат на Али Ахмети и Блерин Беджети, а во една од снимките се зборува и за наводни закани кон одредени медиуми. Сведок ќе раскаже за стапицата на Харун Алију, каде што ќе имаме целата историја на тој настан. Местото каде што тие беа убиени, колку лица беа, како татко му го снабди со пиштол што беше купен во Урошевац 4 дена пред да биде херојски убиен. Кој беше петтиот човек кој беше убиен во скопската населба Мавровска неколку дена пред тоа? Кој беше македонски полицаец кој беше убиен од размена на оружје во близина на Елес Хан? И зошто македонската држава ја скрила жртвата? Зошто Харун Алију го сметал Али Ахмети за главен непријател? За сите овие ќе имаме одговор на некој кој се уште има отворени рани од куршумите на државната разузнавачка служба. Вчера Елчека преку видеообраќање соопшти дека има околу 6000 аудио записи, дека е под команда на Валдет Зека и дека ако меѓународните фактори отворат истрага, тој ќе им ги предаде сите материјали кои ги поседува. Се сум испланирал. Ако нешто ми се случи на мене, има илјадници луѓе кои ме поддржуваат, кои што се подготвени да продолжат со објавување, што се однесува до мојата можна екстрадиција. Апсолутно не се плашам затоа што сум решен оваа работа да ја истерам до крај и подготвен сум да направам се за тие мажи што се во затвор. Но се огласи и Министерството за внатрешни работи кој вела дека веќе го известиле Facebook дека од тој профил се пласираат нелегално прислушувани содржини, но социјалната мрежа сама ќе одлучи дали ќе го затвори профилот. Ангеловски вели дека МВР не го заборавила случајот со профилот на Илија Громовник, кој последен пат објави аудио снимка на пратеникот Павле Бокоевски, што резултираше со негова оставка од функцијата пратеник.